Третиот ден од великденските пости или кај народот познати како Тримир. Традиционално, како и секоја година, Сдруженијето на жени Прерадба од Прилеп го одбележа овој ден во своите простории со постна трпеза, подготвена од традиционални рецепти, како зелници, мазници, граф, постна сарма, кравајчиња, баклава и друго. Според православната традиција, на почетокот на великденските пости, оние христијани кои што држат Тримир, ниту јадат, ниту пијат од понеделник до среда. Во среда одат на литургија каде си причестуваат, а потоа за прв пат после 3 дена конзумираат храна и вода. И после, тој што си држал Тримир, си поканува гости, си прави постна трпеза и на трпезата си ги поканува блиските кои што сака. И сега јас години наназад си ги држам овие традиција, овај обичај, си постам, си го држам Тримирот. Исто од мајка ми, од мојата баба, Тримирот си го држа и тие. И сега за овај Тримир се покануваат ќерките кои се омажени во текот на оваа година. Тие се покануваат за подобро се запознаат семејствата, да бидат блиски, да се научи ќерката како се почитува семејството во куќата каде што е поидена таму. Интересно е тоа што на Тримир се канат само жени, а не мажи. Затоа кај народот е познат овој ден уште и како женски празник или женски ден. Мајката од невестата прво си ја поканува свекрвата, а свекрвата па си ги поканува нејзините блиски, золви, јатрви, што си има тие најблиски, да си ги донеси нагости кај мајката од невестата. Невестата ја поучуваат дека е исто во куќата каде што ќе појде таа, треба да ги почитува исто како нејзините што си ги почитува, да ги почитува и родителите од момчето, дека исто и нејзината мајка и мајката од момчето е истото семејство. Најуникатниот постен специјалитет кој се приготвува специјално за овој ден е пченицата со конопни зрна, кој рецепт може слободно да се каже дека го има само во Прилеп. По старите мајка ми, баба ми, свекрва ми, кисневме од вечер пченицата, црна беше, и са бајлето ќе изцедиме, ќе истолчиме. Во тепси ја сушевме и другиот ден ќе издуваме да се онади, ќе истолчиме, лушпите да падна, да нема лушпа. А сега ние помодерно, пченицава е бела, е вариме, конопните зрна ги толчевме порано, во дибец имаше. Сега во соковницине. Ги сомелуваме и млака водата, да му туриш вода врела, се попарува, омодрува. И тоа е најлесно и брзо се прави. Целта на ова здружение, кое брои 80 на членови, е зачувување на нашата традиција и вела дека и понатаму ќе продолжат со вакви настани кои ја негуваат истата.